одржана од болница Дериндере. Приказната која ќе ја видите денеска во себе содржи трагични моменти, но духот и ведрината кој ги има оваа жена ќе ви покажат како вистински се сака животот. Ова е приказна за мајка на 4 деца. Ние сме во Велес. Добре дојдовте во ВИП на еден ден. Февруар беше, имавме голем пожар. Јас бев станата, го потпалував шпоретот и нешто не замириса на дим и изгледа некој кабел се запалил од озгоре од кровот и дојде до пожарот што стана наеднаш димница. Испука и прозори и све и како се стопила климата од самата топлота од шпоретот, малото беше на кревет. И пластиката како паднала, дел од парчето паднала на лицето. Детето беше повредено, значи на лицето и речињата, јас бев повредена на лицето и рацете. Чудни се одлуките господови и патиштата судбински. Има луѓе кои патат за да имаат пород, а Господ дава деца таму каде најмалку треба, ке речат. Стефка е едно од тие деца. Родена е во затворот во Идризово, од биолошки родители, кои имаат само име и презиме и ништо повеќе. Цели 40 години. И ден денес во изводот на Стефка пишува име на мајка и име на татко. И толку. Во врска со нашите родители не знаеме ништо. Јас сум Стефка Николовска, потекнувам од Скопје, мажена сум во Велес, имам 4 деца. Јас сум родена во Скопје, иначе сум дете без родители. Бев сместена во дом семејство со мојот брат. Аз брат. Таму израставме, после 18 години ние го напуштивме тоа семејство. Родена е на 8 август. Православниот календар ќе рече дека од самиот почеток Света Петка ја земала под своја закрила, а хороскопскиот знак Лав ќе ја предодреди незината судбина – борба и непредавање. За првите 6 месеци од незиниот живот, Стефка нема информација каде била и како е чувана, а потоа знае се. Донесена е во семејството на згрижувачите кога имала 6 месеци, а брати 1,5 година. Семејството се наоѓало во Сингелич. Во тоа родителско семејство јас не бев од ништо одвоена. Значи, они ми беа мене како правилни родители. Како да ме родила како свое дете. Бевме 5 деца, сите се поштувавме, сите не сака, не прифатија мене и брат ми како своји родени браќа. Значи, од ништо не бев одвоена, никој ништо не ме малтретираше, ме школуваа, ме облакаа, ме хранеа и ме изведоа на прав пат, како свое сопствено дете. Во тие години додека била дома, како што вели Стефка, кај мајка и татко и, како што ги нарекува згрижувачите, таа не почувствувала потреба да ги побара оние мајка и татко од изводот. Се било повеќе љубопитност отколку потреба и желба, ке рече. Пак некоја интрига што викаме ние те влече, кои се твоите родители, зашто биднало до тоа. Ама вака не сум се распрашувала, еднашка во социјално отидов, прашав дали смееме досието да го земеме, да си ги знаеме биолошките родители, од кај потекнуваме, што какви биле онакви. Они само ни рекоа, тоа си е ваше право,
ама што ќе ти се толку години се напунила, они не се јавиле да прашат дали сте живи, дали уште постоите како жив народ. Вие више, вика, Стефка, ти си оформила фамилија, гледај си ги децата и да не напреш таков начин да остаеш деца како твоите родители. И више не сум ни прашала ни ништо. И тука и завршила со потрагата. Оставила да си останат само таму, каде биле на почетокот, напишани имиња на изводот. А за оние родители што ја одгледале, има само убави зборови на благодарност. Значи, стварно, една благодарност за нив. Двајцата се починати. Колку можа, татко ми, мајка ми помогна со правење, со све, со финанси. Значи, една голема благодарност што не можам цел живот тоа, значи. Ева, мајка ми се викаше Славица, значи, што ме чува, исчезна, кога бев бремена со Кристијан. Уште не се знае дали е жива, дали е умрена. Значи, и еве го и малиот го носи името на Неса. Податокот за исчезнувањето на Славица пред повеќе од 15 години одлучивме да го побараме на листата на исчезнати лица на МВР. Таму не постои таква жена, а од МВР добивме информација дека лице кое е исчезнато повеќе од 10 години, семејството може да побара да се прогласи за починато, што и го направиле. Но останало името на Славчо, четвртото дете на Стефка, како благодарност за родителската грижа. После излегувањето од дом семејство, животот на Стефка добива нова димензија, навидум добра. По логиката на нештата, мажачка и деца. Татко ја изнел од куќата како роден татко и ја предал во рацете на оној кој требало да ја чува како што ја чувал тој, како своја, ама не било така. Не работник беше. Значи не кеш. Најди работа, не му се свиѓа ова, не му се свиѓа она, кој што има многу луѓе што прават така, бираат работа, додека по на родителите беше надзорот. Така да 13 години јас и трпев некој малтретирање од нивна страна, од све, и решив више, значи и Ангела ми беше, значи децата више стана нервозни од караниците, од кавгите, од малтретирањето. Значи и решив да ставам крај на тој брак, да се тргнам од тој брак. Ја прелета Стефка приказната за првиот брак, затоа што не сака да се сеќава на него. Не сака да ги памети моментите кога била сама под кирија со децата и не знаела ни што ќе јадат, ни дали ќе има со што да им купи на децата. По разводот, Кристијан припаднал на таткото, а ќерката Ангела на мајката. Денес и е важно дека Ангела и Кристијан се згрижени со мајка и татко. И таа е насочена да ги однесе на прав пат. Значи си ода Ангела си се гледа со татко и Кристијан си доаѓа со мене. Двајцата ги финансираме во школа. Он си го финансира тамо, ја му давам на детето му, помагам кога ќе нема татко му. Што да правам, дете ми е. Мене ми е срам детето да се срами во школа, пример екскурзија или нешто треба да плати. Значи јас ќе пратам преку Ангела. Ќе пратам во Скопје, пари ќе му однесе. Тука исто за ќерката. Истото го правам. Од исповедта на Стефка можевте да видите дека таа не живее во минатото, дека не се задржува на лошите моменти. Ги претрчува, прераскажува и оди напред. Нешто што впрочем е основата на животот. Со леснотија ги прераскажува случувањата и не им дава значење на лошите денови кои поминале. Сега Стефка е премажена и е среќна. Јас сум пресреќна. Значи, имам премногу голема слога со маж ми, че толку се сложуваме и да немаме што се вика дома, никој не знае, сами си ги, не се грижи, ќе биде, немој така, ете, префарбав, не е така, вака, онака ќе правиме.
Значи све он, значи он ми е многу голема поддршка. Он си ги прифати моите две деца, не прави проблем. Значи колку има за неговите, пружа и за моите две. 4 години сме заедно, како да сме цел живот. Значи премногу слога и све се сложува. Например, да речам сметки се собрано. Добро да ќе биде. Ќе ги платим. Треба да земеш ти плата, треба ја вака, онака ќе направиме. И све. И на крај кога ќе му речам јас, треба да платиме кредитот, решено е тоа. Значи он се нашол го платил. Твоја работа не е. Твоја работа е, ми вика, децата. А другото е мое. И јадење да им направиш. За мене не гледај јадење. Има нема што имаме, кастеме јајди. За децата вика. Значи не се секирам. Премногу. Додека со првиот брак бев 13 години. Никаква слога. Све идеше контра мене, све он, татко му и мајка му што ќе кажа. Он не ге. Еве, вториот брак, кај нас, еве, мајка му е жива, нема што кажува мајка. Ја и он што ќе се одлучи. И бидејќи децата се центарот, еве на што ги учи и како ги воспитува. Моите деца, Ангел и Кристијан, јас не, дека ја не сум имала, не сум барала, ги учам колку ми се можностите, толку да си бараат. И не бараат, не досаѓаат мислам. Така да сакам како мајка ми, татко ми што ми извеле на прав пат, сакам и јас моите деца на прав пат, за да си го сватат животот. Кога има, има. Кога нема, дека нема. Да се знае, да се фатат средина, дека колку се можностите и колку можат да бараат они. За жал, на среќата на ова семејство застанува еден миг, кој можел да биде кобен. 2018 година во февруари. Јас самата не знаев како се случи и што се случи. Не, јас бев станата, го подпалував шпоретот, малото беше на кревет. И нешто ни замириса нас на дим, а вака дуваше ветер како денеска и мене шпоретот ми врати, значи изгледа некој кабел се запалил од озгора од кровот и дојде до пожарот што стана наеднаш димница што испука и прозори и све и како се стопила климата од самата топлота од шпоретот дека изби и пластиката како паднала дел од парчето под климата лежеше бебе, славче и парчето паднало на лицето. Да, јас го најдов. Керка ми не знаеше ни кај беше ставен, а од прилика што знаев кај сум го оставила детето, само го земав и низ прозор избегавме. После комчиите ми го поземаат децата, ми ги позема, дека повисоко е малце прозорот, ги позема, ги однесува на кај дома, дојде пристигна брзата помош, го качивме и после тоа не знам, он беше сместен во шок соба. Докторите заквално, значи, до болницата увелес, значи, со сите напори го спасија детето. Значи, било тешка, критична состојба, што изгубил воздух, помодрал, значи, од двај го повратиле у живот. Значи, дале све од себе. У болница ме примија, лежавме 1 месец, за сега сме подобри, фала Богу. Сега има малце проблеми со бебева, значи он што ги дишал сагите долго време, ќе се настинува на инхалатори сме, нонстоп сме по болници, ни фаќа бронхити, значи мора да лежиме у болница. Пак се трауми, значи он пак нешто измени у соба, так што изгоре што имавме штета, изменела, пак се тоа трауми што те враќаат во животот што ти се случило. Значи пак се враќаат тие трауми, значи он има на главчето останато уште малце, пак кога ќе го видиш, пак ти доаѓа некој стар филм. Сега за сега добри сме, нека се здрави живи, што викаат овде во Велес, малиот ѓавол бил. Значи со тој пожар можевме сите да загинеме. И нека остане на тоа. Малиот ѓавол бил, како што вели Стефка, а пожарот некако ќе ја донесе и до нашата емисија. Дојдовме до моментот како дојде во ВИП на еден ден.
Зашто се запостави себе си? Јас планирав да ги правам забиве пред пожарот, ама избуна пожарот, отида таму парите. Пред тоа све за децата. Претежно да ти кажам целата вистина, значи многу се запостави, значи све гледам децата да имаат, да бидат облечени, да не им се смее народот, да не каснам со сметки во школа, со сметки дома, да не ме озборуваат. Значи све сум гледала за децата. Еве за големата исто така. Значи ништо да не им фали на децата. Ако ми се децата најадени, наоблечени, да ми речат едно фала, значи тогаш јас сум пресрекна. И да немам заби, нека ми речат фала, само да ги гледам срекна. Да не им фали ништо. Како мене што ми било пружено од туги родители што не ме родиле, све да имам у животот, така сакам јас на своите деца, да им пружам све. Прашавме и кој најмногу ќе се израдува на промината на физичкиот изглед. На физичкиот изглед, значи прва, мислам дека на децата ќе им донесе најголема радост. Значи јас си кажав на ќеркава за колешкава, вика мама нема да одам, ми вика. Мамо, зашто да не одиш, вика. И за нас е, вика, гордост, вика. Никој, вика, нема вака ќе седнеш на шала, ќе ти речат абе забите кога ќе ти ги прави. Сега кога ќе ги направиш, вика, никој нема да ти спомне, вика, мамо, вика. И за нас е гордост, вика, и за тебе да не ти збора, да не се зафркава. Све, значи и од децата имав голема поддршка. Голема поддршка имам од сите, значи највише од диме. И на крајот, дали има нешто во животот на Стефка за кое жали? Зашто ја е крива? Не ми е баш ништо криво, некој ќе рече, втор брак, мене ми е супер. Значи стварно имам премногу голема благодарност за него, значи едноставно и ми го спаси животот. Он само ми беше голема утеха, све ќе се среди и да немаш јас ќе ти помогне, како пријател. Значи голема поддршка до ден денеска он мене ми. Целата оваа енергија и приказната за вистински борец во животот не однесе во домот на Стефка. Толку многу несреќи собрани на едно место, а таа цврсто стои на земја. Мала по раст, а голема како карпа. Во домот на Стефка се уште видливи поправките кои ги прават. А не пречека исто таква насмеана и разграгана. А тука беше и Славче. Матеа е во Градинка, Кико е во Скопје, а Ангела се грижи за Славче. Здраво, јас сум Снежа, мила ми е. А, тетка Снежа не плачеш? Мамо, можеме малку да седнеме? Може. Опа! Кој те чува? А? Даде? Кажи даде? Да те чува. Даде? Го нема дзе? Кажи му дзе, мама? Дзе? Тоа овдека да што беше? Како блуза, тако јакна одимница. Значи јас кај што сум го оставила детево да не можам да го најдам, ево буквално вака го барав со раце. Значи се качев на креве вака, она пишт, мама, бате, не можам да излага, не знаеш кај сум го оставила. И тука шпорето, ти од првата шпорето да не можеш да го затвориш. Вратничето. Што враќа од преку очакот, мене го убира лице огина, цела бе фиксора. Мене до душа до Славче ми рекоа дека бебешка кожа е, дека ќе му се обнови едно друго, ама мене ме беше страх дека ќе остане лека, но фала Богу не. Само тука малце. А тука беше он тука? Тука на средина. Се замисли како што се топела климата, значи кога ќе спуштиш, он доаѓа од тека. И како паднало парчето му се залепило тука. Значи, парчето му го за пластика му вале на него. Беше критично, беше шок соб. Мене, јас, значи, пожарот како што изби со балето, значи него го донесо дори 5-6 дана навечер припушича. Поминам, а пак гледам кој ќе палам оген, пак
почетокот ја палевме цигара, знаеш, гледа чудно. И речеш, не разбира 3 месеци, ама као да има некоја сеќавање. Чекај сега себе да те поздрава, значи ќе ја вратиме нова мама. Ćao, Zlati. Ćao. Ćao. После посетата на домот отидовме да ја запознаеме и Биле, колешката која ја пријавила Стефка. Јас сум Билјана Иванова, колешка на Стефка. Се знаеме од јули, од која се отвори хотелот, она тогаш дојде да работи тука. Карактер. Импулсивна. Борбена. Добра. Во секој случај добра. Не може да биде лош човек да гледа 4 деца, да се грижи за нив, да ги става сите пред неа, а да биде лош човек не може. Стефка е супер. Што очекувам? Баш тоа, што и фали напред. Ке биде, ке бидат тие зелено-плави очи не можат да бидат, тие зелено-плави очи не можат да бидат лоши. Да, така. Она и сега е убава. А тега веќе која ќе се среди ликот. Кажи и што? Сакаш да кажеш. Колешката. Колешката? Фала. Не знае што да каже. Не знае. Не, сврзо ми се радил да пат. Ти како си рече да, сакам или? Не, Кажи воопшто. како беше. Ве видов, разгледував, неколку видеа изгледав и ми текна на неа. Прво ви пишав и после тоа викам чекај, непредвидлива ми е, не знам што ќе биде, како ќе биде, дали ќе се напети. И ја прашав, не, такво нешто не, Стефкова, зошто? Нели? Добро, јас сум малце. Средства требаат за еден куп други работи, знам дека секојаш мајка како мајка, секојаш последна. И јас сум мајка и секојаш последна си се оставам за многу работи. Беше тегавање едно 10-15 минути, ама Прифативна. се убедивме. Прво на кога ќе ги покажеме завиде? На билета на Ги колешката. салутам, не ми ги И кажа. да е слободна, ќе ја викнам од дома. Да. Да, Тогаш не е проблем, кога сум на работа е проблем. да. После може ќе издава друго работно место, а? Па да се надеваме, ќе си напредува. Да. Да. Да, пред Не. како работник. Како работник одлично. Ништо не ја стасува. Буквално, кај е Стефка во перална, кај е Стефка доле чисти, каде пегла, брза си е, како работник одлично. Макар што не сум ја толку компетентна да кажувам тоа, затоа се тука менаџери, шефови, нели повеќе они знаат, ама знам. И тргнавме по насмевката на Стефка, а кај нашите драги пријатели од претходната сезона и епизодата со Јасминка. Доктор Звезда Кочов не причека со насмевка и позитивна енергија. Мераци ова велешаниве. Имаме покомплициран случај во ситуацијава, значи мора да се направи рентген снимка затоа што има изостанати корени, кариозни заби, да видиме кои од заби веќе треба да се вадат, дали има некои од забите кои што не можат да останат повеќе во уста и
од која ќе видиме рентген снимката, ќе се договориме за кои заби и која ситуација, како ќе биде терапијата понатаму, од која да почнеме со екстракција на одредени заби. Каква ќе ни биде терапијава. Во тој момент ќе решиме што ќе правиме понатаму. Каква ќе ни биде дефинитивната реставрација. Сега мораме да идеме на снимање на рентген. Се упативме и на рентген и таму не пречекаа истите велешки насмевки. Стефка, сликата е пратена кај докторката. Се надевам ќе те видиме убава. После да дојде да ги види Да се изнасмееме, после со нови заби. Самиот го одбрал твоите зборови, се уште ги паметам. Со Стефка по пат направивме уште муабет. Неверојатна енергија има оваа жена. Има што да се научи од неа. Затоа што без срам го покажува потеклото. За судбината над која не кука и не плаче. За храброста дека има 4 деца и ги учи на вистински вредности. За љубовта и почитта кон сопругот. За животот. Слободно да живеам, да сонувам, додека сум жив. Имам крила да летам. Јас сега можам да кажам како порака, колку и да нема, колку и да има проблеми во животот. Без разлика, дали е дете спрема мајка и татко, дали е жена спрема сопруг. Го има во слога, куќа гради. Значи слога. Значи јас од тој живот, значи цел живот сум се борела сама и дека не е све црно како што мислиме ние. Значи има и бели денови во живота. Само треба ние да се ги створиме и да како едноставно да отвориме нов лист на тетрадката. Сонцето на света. Деца се само фронта да се стајат. Знаете колко е добро. Ја не даваме да се види. Не даваме, да. А може да смислиш и назад па да се става. Кој друг пушти си ја устата слободно. Не, затвори ја, држи се затворена. Одинете се стави ни ништо. Само ја држи затворена и пушти си ја. Добро. Да, паѓаат горните заби, паѓаат, оти не се цементирани, нели ја само сакам да ги пробам да ги дадам. Боже, колко е најубаво. Па ќе си пукнам од среќа. Ќе добие многу убав изглед. Да. Знаеш колку насмевката вреди ужива за најажи. Довршена работа. Бегете вие. Бегете да завршите. Да дојде потем крај, оштом се